Со завршувањето на 2016-та, помина и една година откако започна спроведувањето на проектот Зонско паркирање во Тетово. Кон средината на декември лани, првично проектот се спроведе во зона А, односно на двата најголеми булевари во градот, Илинденска и Маршал Тито. 2 месеца подоцна започна наплатата и во зона Б, и тоа на споредните улици во централното градско подрачје. Главната цел на проектот Зонско паркирање е да се намали метежот низ градските улици, но и да се подигне свеста за сообраќајна култура на тетовци. Може да истакнам дека зонското паркирање се одвива според планот, значи онака како што е предвиден во проектот. Па секако дека има и своји проблеми овој проект, но во голема мера јас чинам дека граѓаните веќе се навикна на начинот на паркирање. Секако за тие кои што не го почитуваат правилата и начинот на паркирање се казнуваат, зависи од од грешката, дали тоа би било погрешно паркирање, колата се дига со пајак, или за непочитување на времетраењето на паркирањето, колата се блокира. Уште на самиот почеток од воведувањето на Зонското, тетовци се соочија со нерешеното прашање за паркирање за жителите на булеварот Маршал Тито. Во неколку наврати протестираа, но резултатот остана ист. За нив нема месечна претплата, како што е случајот за оние од зона Б. И натаму на сметка на регулираното Зонско на главните сообраќајници, малите улички се претворени во паркинзи, со што се блокира пристапот до домовите на граѓаните и проодноста на возилата. Према бројот на автомобилите во градот, чинам дека тоа не е доволно, сепак ние мислиме и за проширувањето на проектот, но истиот е испратен до сектора за внатрешни работи и чекувам после нивното разгледување да ни одговарат и зонското паркирање, значи да се прошири и кон зоната А и кон Б зона. Онамо каде што нема проект за зонско паркирање, секако дека тука надлежен е секторот за внатрешни работи, односно секторот за сообраќај. Од јавното предпријатие Градски паркинг информираат дека на барање на граѓаните, Советот на општина Тетово може да одлучи за промени на веќе изгласаните одлуки за реализација на зонското паркирање во градот.